Анонимни телефонски линии за пријавување мито и останати девијантни појави во здравството, најави премиерот Христијан Мицкоски. Ова следи по информациите кои стигнувале до владата, дека одредени здравствени работници повеќе ги интересирале парите, отколку здравието на пациентите. Луѓе алармираат, даваат одредени индици за одредени појави кои што не се добри, кај одредени лица, но никако да дојдеме до реализација и до доказ. Тоа е она кое што за мене представува како прв човек на владата озбилен предизвик. И убеден сум дека во периодот кој што следи ќе дојдеме и до такви озбилни докази за тие индици кои што луѓето ги кажуваат. Линиите ќе ги координира Министерството за внатрешни работи. По завршување на подготовките ќе ги објават и броевите и како ќе функционираат. Дискрецијата ќе биде гарантирана, рече премиерот, и ги повика граѓаните да се охрабрат и да пријавуваат корупција, не само за лекарите, туку и за сите фирми кои работат во здравството. Секој оној кој што пријавил, успешно се завршила таа акција. Почнувајќи од оној врховен судија, па завршувајќи со овој последниот случај со директорот во платежната агенција. Затоа ги повикувам граѓаните да се охрабрат и да го кажат тоа. Затоа што имаме огромен број на луѓе кои што честно си ја вршат работата, помагаат и капа доле, но имаме малкумина, неколкумина кои што за жал го контаминираат се тоа, заедно со оние мешетари околу здравството, не во здравството, туку околу здравството, кои што децении го отсицаат здравството. Алатка за пријавување неправилности во здравството на веб страницата промовираше министерот Азир Алиу веднаш постапувањето на функцијата. Тој обелодени и случај за мито, но не соопшти конкретни детали. Александар Динев, Сител телевизија.